Се Околе Неделковски денес традиционално го организираше отворениот ден за сите 9 одделенци. Отворениот ден е пред се да се презентира она што нашето училиште го нуди како образовни профили во струките, 4 струки кои што ги има во самото училиште. Пред неколку години бевме оние кои што ги започнаа дуалните паралелки, иако пред неколку години започнавме со една дуална паралелка, можеме да се пофалиме дека оваа година имаме дуални паралелки во машинската, угостителската и електротехничката струка. СС Околе Неделковски за следната учебна година 2023-2024 година планира упис на ученици во машинската струка, во дуалната паралелка по германски модел на образование, техничар за производно машинство, која што е комбинирана паралелка со машинскиот техничар. Техничарот за компјутерско управување, што значи управување со компјутерски машини како CNC машините заедно со машинскиот енергетскиот техничар. Новата дуална паралелка е машински техничар за моторни возила, во која што за прв пат имаме и нови социјални партнери. Тие се паралелки со 4 степен. Со 3-тиот степен е актуелниот автомеханичар и заварувач и инсталатер. Додека пак во угостителската струка ја имаме исто така дуалната паралелка, готвачот, келнерот и сладкарот, која што е доста барана како профил. Во сообраќајната струка го имаме техничарот за транспорт и шпедиција. Во електротехничката струка имаме двете паралелки за електротехничар за компјутерска техника и автоматика, каде што учениците ги изучуваат тајните на програмирањето, на кодирањето и на роботиката. Електротехничарот за електроника и телекомуникации. Уште една дуална паралелка која што е комбинирана како паралелка е електротехничар енергетичар и техничар за индустријска мехатроника. Интересно е да се спомене дека бројот на учениците во нашето училиште секоја година континуирано се зголемува поради интересот кој што младите покажуваат кон техничките науки, но и поради можноста за лесно запишување на високообразовните институции, но и за веднаш интегрирање во производствените капацитети и можностите за отварање на сопствен бизнис. Би сакала да напоменам дека во училиштето не се полага приемен испит и дека во училиштето ги отвара своите врати за упис на ученици во прва година на 20 јуни, кога е првиот пријавување во јунскиот уписен рок. За сите 9 одделенци кои што не успеа по било која причина да бидат присутни токму на отворениот ден, планираме да извршиме и презентации на нивните класни часови, но во исто време и да училиштето е отворено за сите 9 одделенци, за нивните родители, кога сакаат да дојдат во училиштето да се запознаат подетално со она што се планира да се изучат. Убаво е да се спомене дека учениците кои што се дел од дуалните паралелки добиваат финансиска надокнада за нивната извршена работа во фирмите, пред се во оние кои што се по германски модел на образование, но и стипендии од страна на Министерството за образование и наука. Значи сите ученици од дуалните паралелки аплицираат и добиваат стипендии од Министерството за образование и наука.